Нацелку тие непристојни предлози, што мисли официјалната власт на Грција за македонското прашање? До вчерашната министерка за надворешни работи, знам дека милувате да нарекувате Пандора Бакојани, беше недвосмислено во однос на ова прашање. Поранешната министерка за надворешни работи на Република Грција Пандора Бакојани недвосмислена беше во својата изјава по македонското прашање. Имено, цитирам, македонското прашање е идеолошка конструкција на студената војна и за да го затвориме, дефинитивно треба да го промениме државното име на нашиот северен сосед, Македонија. Затоа и предлагаат географска одредница, за да се раскине врската помеѓу името на мнозинскиот етнос и на името на државата. Они се свесни и знаат дека по меѓународно право националноста е синоним за државјанство. Вие ако сте црнец, јас не можете да кажам дека сте сенегалец, може да сте по државјанство французин и поголем од Саркози. Никој не може тоа право да ви го одземе. Затоа, кога патувате во светот, декларација за вашиот идентитет не е некое ливче на кое пишува јас сум македонец, туку пасошот кој го поседувате како документ за лична идентификација. Јас кога ќе видам вашиот пасош, дали сте вие жол, бел или црн, може да открием по името на државата чиј пасош го носите, чиј носител на пасош сте, дали сте французин, германец, србин, бугарин, јужноафриканец, американец и така натаму. Од тука и првиот собраниски состав на Република Македонија, кога ја отфрливме на 3 јули 1992 година Лисабонската декларација, која бараше име за државата, која нема да го вклучува зборот Македонија, беше многу прецизна и недвосмислена. Имено во точка 6 ние тогаш кажавме, и тоа е стратегија за државното име која до ден денес собранието, председателот и владата не ја отфрлиле. Таа е стратегија на државата Македонија, која мора да ја почитуваат сите. Дали има подворство, значи, од почеток? Стратегија има. Ова земја, ова држава има стратегија. Ние во таа декларација, кога го отфрливме тој предлог на и таа декларација на Европскиот совет на Европската заедница за поранешна Југославија, усвоена во Лисабон на 27 јуни 1992 година, во точка 6 недвосмислено кажавме: името Македонија е основа за името на еден народ, македонскиот народ, кој представува мнозинство во Република Македонија и со неговото негирање се врши дискриминација врз тој народ и врз националностите кои живеат со него. Тоа не е во функција на обезбедување мирен и стабилен сестран развој на Република Македонија и зачувување на незиниот суверенитет и независност обезбедени на мирен и демократски начин. Точка 7. Собранието на Република Македонија и натаму инсистира и бара Европската заедница, како и пошироката меѓународна заедница, Конференцијата за европска безбедност и соработка и Организацијата на Обединетите нации и незините членки меѓународно да ја признаат Република Македонија со незиното име и во постојните граници. Двојни формули, тројни формули, меѓународно име, внатрешно име, надворешно име, тоа се глупости на недоветни политичари кои се поигруваат со достоинството и самопочита на еден цел народ, на една нација и на една држава. И затоа од 90-та година до денес конзистентен ми е ставот. И итине безусловен прекин на разговорите за државното име Македонија. И продолжување на членството од Обединетите нации под државното име Македонија со можност за употреба на уставната референца Република, без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик The Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, односно МКД, независно од историските хипотеки, од окупацијата врз Македонија од Балканските војни и геноцидот врз македонскиот народ, што соседите перманентно го вршат од Балканските војни до денес. Повеќе пати дадовте на изјава, јас ја цитирав, ја поддржував и ја поддржувам и вечерно. Тоа е дека на македонскиот народ на еден плебисцитарен начин на изјаснување на 8 септември 1991 година
се изјасни дека името на државата е Република Македонија и што викаат енде, крај, нема за што се збори. Имаше ли легитимитет првиот човек на државата, првиот председател, да се појави пред Светската асамблеја и да рече да, ќе прифатиме членство под референца БРМ? Кој му даде и дали имал право? Со оглед дека, ќе го спомнам господин Керим, кој навистина ме изненади со неговата изјава, вели, може би требаше да го употребиме нашето дискрецијно право, и со тоа ќе завршам како моје прашање со коментар, дека Македонија е конститутивен елемент на Светската асамблеја. Значи, чинител, фактор која создал Светската организација. Значи, дали се тука тие грешки учекори, што Македонија денеска ги плача? Не, имајте го како одговор да видиме кој ни се јава. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој се јава? Еве, по инерција, не можејќи да чекаме, се јавивме за да ја поздравиме емисијата, го поздравиме гостинот, водителот Благодарим. и цела Македонија да ја поздравиме. Така, благодариме. За тоа што Македонија заслужува почит. Македонија е светата земја, светиот свет. Што да кажам, се е убаво за Македонија. Меѓутоа, овој наш народ треба, кога има вакви емисии, да гледа и да учи од тие што знаат и што кажуваат вистината. Што точно е дека Грција под влијание на западниве земји, ова мака, ова дереже, ние го страдаме од нив. А тие западни земји, тие католички земји, тие се, заедно со евреите, поседувачите на нафтени полиња, на рафинерии, а нафтата, вадењето на нафтата од земјата, тоа е вадењето на утробата, крвта на утробата, кога се вади, така и нафтата. Еден ден тие што со децени уништувале националности, јазици, држави, ќе го уништат светот, пошто морења цели ќе иснемува во тие празнини шуприни во земјата, што се празнат заради хранење на акумулаторите и на луксузните автомобили што капиталистите не знам како невеќе сакаат да уживаат, уништувајќи го светот и народот во светот. Еве, поздрав и секоја чест за темата и за добрината во емитувањето на емисија. Благодариме многу. Бидете поздравени. Ве молам, повелете. Битката меѓу доброто и злото е стара колку што и светот и луѓето во него. Меѓутоа, јас сум по дефиниција оптимист. Прво, Македонија е држава, таа е најубавата земја на овој свет, затоа што сум македонец. Ги почитувам сите, затоа што се почитувам прво себе си. Ако самиот не се почитувам и љубам, не можам тоа да го правам со останатите. Знаете, се насмех позитивно, бидејќи почитуваниот пријател Нестор Рогинар од Њујорк и секако и ваш пријател, вие сте во Светскиот македонски конгрес, каде што е и сенатор господин Нестор Рогинар, вели прво сум македонец, а потоа човек. Но кажете ми... Околу претходното прашање што го наметнавте... Околу легитимноста, дали имаше легитимитет или зелено светло? И зошто тој вакуум? Ако ние имавме декларација во собранието, во законодавниот дом, ние 7 месеци потоа да чекаме и да се пријавиме. Прво, еден апел. Господинот Киро Глигоров, допред да умре, треба еднаш да излезе пред оваа нација, да и се извини, за да не умре како грешник, да и се извини затоа што ја прелажа во 93-та година, кога кажа ова референца ќе ја носиме 3 месеци. Меѓутоа, 93-та година помина многу години и месеци. До ден денес се уште ево артикулација употреба во Обединетите нации и во многу други меѓународни организации. Собранието на Република Македонија, од кога ја отфрли Лисабонската декларација на 3 јули 1992 година, на 29 јули 1992 донесе одлука за стапување на Република Македонија во членство на Организацијата на Обединетите нации. Собранието одлучи Македонија како суверена и самостојна држава да стапи во членство на Обединетите нации, барањето за стапување во членство да го поднесе председателот на Републиката, тогаш беше Киро Глигоров. Меѓутоа, од нему калкулантски мотиви, тоа барање му седеше во фиока до јануари 1993 година. Наводно чекал распоред на
односот на силите, на новите членки непостојани во Советот за безбедност, за да имаме поголеми симпатии, апликацијата да не биде отфрлена и така натаму. Уследи резолуцијата 817 за прием на Македонија во 90-та година под временото обраќање поранешна Југословенска република Македонија. Иако со таа резолуција не сме обврзани да преговараме за да договориме промена на државното име. Ние со таа резолуција сме превзели, односно некој без активна легитимација, дал согласност во име на државата да разговара за разликата за државното име. Има разлика, преговори Македонија. и разговори. И тоа до сега често пати е констатирано. Епилогот од тие разговори е дека разликите не може да ги надминеме. Грција смета дека полага ексклузивно право врз името, културата и историјата на Македонија и бара безусловно промена на државното име со географска одредница за да се раскине врската помеѓу мнозинскиот етнос, македонскиот, со името на државата Македонија, за да дефинитивно исчезне македонското прашање и македонците во соседните земји на републиката, во Албанија, Бугарија, Грција, Србија и во целиот свет. Во декември 1992 година во собранието пристигна едно соопштение од пресконференција во Генералниот секретаријат на Обединетите нации на прашањето дали до кога Македонија ќе се обструира во членство. Представникот на пресконференцијата на генералниот секретар, портпаролот, одговорил таа држава до ден денес нема поднесена апликација за членство во Обединетите нации. Тоа ливче стигна кај мене како председател на Светски македонски конгрес, тогаш бев пратеник, го дистрибуиравме во копија до сите пратеници, рековме ќе направиме скандал. Кој го овластил председателот на државата надвор од одлуката на собранието да прави лични калкулации без да го извести собранието и од јули до декември да не ја поднесе апликацијата за членство на Македонија во Обединетите нации. Побарав митна воредна седница на собранието во декември. Во јануари имавме исто седница каде што беше обелодената ова пресконференција во Обединетите нации. Истата вечер на главните вести на МТ во 19:30, прва вест беше соопштение од кабинетот на председателот. Некои шпекулации кружат во медиумите, во јавноста дека Македонија се уште не поднела апликација за членство во Обединетите нации. Меѓутоа тоа не е точно, апликацијата била дадена на 4-ти, не била однесена на 3-ти, од 3-ти на 5-ти спрат и се вртела без формализација. Председателот на Републиката замина на економскиот самит во Давос во некаде беше 8 или 9 јануари 1993 година. Уште еднаш се огласи неговиот кабинет. Председателот денес уште еднаш поднесе апликација и практично од тогаш почна процедурата за Колку месеци се разлика? 6-7 месеци, така? Да, од тогаш почна процедурата за членство на Македонија во колку Обединетите тие нации. весели Меѓутоа имате? треба да одговорат тогашниот премиер кој даде согласност на акронимот поранешна Југословенска република Македонија. Зошто? Затоа што Обединетите нации не се наднационална организација. Тие се мултилатерална меѓувладина. Суверенитетот е неотугив на секоја држава. Таму Обединетите нации ниту тврдуват име на народи, ниту име на држави, ниту симулираат пописи на население за да некого обезличат, ниту тоа право воопшто го имат. Денес ако оваа држава и народ на референдум утврди дека името на оваа земја ќе биде Тунгузија, министерот за надворешни работи го известува генералниот секретар, ве молам известите ги членките на Обединетите нации дека од денес оваа држава ќе се вика Тунгузија.